2/3 од населението смета дека надлежните ефикасно се справиле со последиците од трагедијата во Кочани, додека 35,3% од нив велат дека власта потфрлила. Ова го покажа најновата анкета на јавното мислење спроведена од маркетинг агенцијата Market Vision за потребите на интернет порталот МКДМК. Повеќе од 70% од анкетираните сметаат дека здравствените власти ефикасно изменаџирале со големиот број на повредени во пожарот во Кочани. Процентот на незадоволни граѓани од здравствените власти е 21,8%. Во однос на истрагата од страна на МВР и на обвинителството во поглед на утврдување на одговорноста за трагедијата, повеќе од половина граѓани мислат дека надлежните биле на висина на задачата. 1/3 од населението не е задоволна од брзината и ефикасноста со која се спроведува истрагата. Најголем дел од испитаниците изјавиле дека забележуваат активности во борбата против организираниот криминал. 27,6% сметаат дека треба поинтензивно да се работи, 24% дека тие се на незадоволително ниво, додека 10,8% велат дека борбата е интензивна и континуирана. На прашање за смена на судскиот совет и на јавниот обвинител, над половина од испитаниците сметаат дека треба да се смени судскиот совет, а нешто помалку или 45,7% сметаат дека треба да се смени јавниот обвинител. Негативен одговор на ова прашање дале околу 20% од испитаниците. Во анкетата имало и прашања за актуелните мерки за ограничување на маржите на дел од производите. 2/3 од испитаниците ја поддржуваат мерката, а над 40% сметаат дека производите кои се дел од кошничката се добро одбрани. Сепак речиси 40% од анкетираните сметаат дека треба да се замрзнат цените на сите производи, а не само на дел од нив. 17,8% пак сметаат дека цените треба прво да се намалат, па да се замрзнат. Над 40% од луѓето вклучени во анкетата мислат дека високите цени во најголема мера се должат на превисоките маржи на трговците. 1/4 од населението смета дека високите цени се последица на глобалниот раст на цените на енергенсите и инпутите, а 1/4 сметаат дека производителите и увозниците ги зголемуваат цените. Истражувањето било спроведено од 20 март до 17 април преку телефонско анкетирање со помош на компјутер на примерок од 1200 испитаници. Примерокот е репрезентативен на ниво на Македонија, според регион, пол, возраст и етничка припадност, според податоците за резидентното население од пописот во 2021 година.